Сезонски присутен, но не со голема доза на јавност, бидејќи бројот на заболени од така наречениот Коксаки вирус е редовен за овој период од годината. Затоа штипјани, по оценка на експертите и надлежните од Штипскиот центар за јавно здравје, имаат право да знаат што е тоа Коксаки. Коксаки вирусот спаѓа во групата на ентеровируси, значи го напаѓа гастроинтестиналниот тракт, имаме заболувања како што се и сите останати бактериите. Ова е вирус кој што ги дава симптомите на проливи, повраќање, покачена температура. Диагнозата на Коксаки вирусот кај нас во центарот не ја правиме поради тоа немаме случаеви на изолати или пријавени случаеви на Коксаки вирус од тука, што не значи дека Коксаки вирусот не е присутен. Превентивата е најдобриот лек. Позната флоскула со очекуван ефект, доколку се знаат превентивните чекори против заболувањето од овој вирус. Миење на раце, пиење на вода која што е епидемиолошки или микробиолошки испитана, проверена, да не се користат природните чешми и извори за пиење во овој период никако. Овоштието кое што се консумира и зеленчукот да се мие пред употреба добро, да се мијат раците. Нема возрастна рамка кај граѓаните кои се подложни на заболување од Коксаки вирус. Сепак најподложни поради намалениот имунитет се децата од 1 до 10 годишна возраст, потенцираат како епидемиолозите, така и инфектолозите за телевизија Стар. Затоа во услови на тропска жештина, одржувањето на личната хигиена е најдобриот сигурен бедем во одбрана против ово заболување.